Каква е атмосферата на тренинг по кикбокс? Evo napred, spuštate pravo. Океј, ние завршивме со тренинг и да признам не беше баш лесно, ама беше интересно. Се наоѓаме во кикбокс клуб Горила. Благодарам за гостопримството. Кажете ми, дали е секој ден ваква атмосферата овдека? Да, па ова е една од полабавите тренинзи до сега, ама мислам дека е добра. Супер е, барем ние се поминуваме убаво. Кажи ми, колкава ви е традицијата? Колку години си веќе тренер и, како да кажам, предводник на оваа приказ? Кикбокс клуб Горила оваа година слави јубилеј од 20 години, а јас тренирам 33 години. Да. Сакам веднаш да те прашам за оние стереотипи, например кога едно мало дете ќе реши дека сака да тренира кикбокс, а родителите размислуваат дали е тоа соодветен спорт за нивното дете. Еве што ти би им кажал или препорачал? Да, би им препорачал да го пушта своето дете кај тренер кој е добар тренер и добар психолог и педагог, да не пуштаат кај било кој тренер, да речем YouTube тренер, затоа што таа категорија на деца се најранливи. Ако ние ги учиме тука борилачки спортови и ако го, да кажем, ги усмериме лошо, тие тоа ќе го применат во школа. И автоматски тоа е лоша реклама и за нас како тренери, а најмногу ќе штети на нашиот спорт. Нашиот спорт е комплетен спорт, е еден, да кажем, од најдобрите во светот, во кој работат сите мускули, на кој се троши најмногу енергија и сега ако направиме некоја лоша реклама, така би било штета. Ризичен е спортот во смисла дека да, навистина човек може лесно да се стекне со повреда или да му биде нанесена повреда. Како со тоа да се носи секој еден човек што ќе одлучи да се занимава со кикбокс? Значи во секој еден спорт, па вклучувајќи го и шахот како спорт, повредите се неминовна работа. Но пред се со добро разгибување, со добро загревање на мускулите, еве, например, јас сум имал никогаш повреда во 33 годишна кариера. Значи, ама посветуваме внимание на загревањето негде околу 25 до 27 минути и да не дозволуваме ни еден мускул да не остане неразбуден, да кажем, за да... А добро, а опасноста да речеме во ринг? Опасноста во ринг е во таа болка ние уживаме. Тоа е болка во која што треба човек да ужива. Значи кој ќе дојде овде треба да биде на тоа подготвен, така? Не, на тренинг немаме болка. Тоа е во ринг и на тренинг е различна работата, да. Како изгледаат првите лекции кога нели прв пат ќе дојде човек на тренинг или на час тука кај вас? Да, прв пат човек или дете кога ќе дојде прво го учиме на моторика. Значи да знае која му е лева, која е десна рака и дека не идат заедно лева рака и лева нога заедно. Потоа го учиме правилно да диши, уз трчање, уз вежбање, да може да не се стега, да нема трема, зашто тоа се дешаваат сите проблеми. Кога телото е стегнато, згрчено, да, кога е под стрес, тогаш имаме најмногу проблем. И понатаму продолжуваме да го учиме на ударите, да ги будиме мускулите еден по еден и после тоа е дружба. Дружба најважно од се, значи треба да дојдете тука за да видите всушност како е тоа. Само да кажам, Пере денеска требаше да дојде на тренинг, му пишавме минус, така пишуваш? Да, минуси пишувам затоа че надокнадам. Казна има? Има казна обавезно, 20 склекови е почетно. Добро, тоа ќе ми кажеш ти дали ќе ги направи во студио, ќе исто така ќе му се одолжиме и уште на крај да кажеш дали јас се покажав добро како за прв тренинг. Супер, ти благодарам, прекрасно ме изненади, пријатно. Стану пријатно ми изненади. Фала ти многу што не примивте и се гледаме во следна прилика за нова лекција по Ни беше чест што ни бевте гости во нашиот клуб.